Продолжуваме со предвидените содржини за овој дел од утринскиот брифинг, а тоа е првиот разговор за денеска. Македонија од идната година се вклучува во системот Е112. Се работи за европски проект кој треба да го имплементира секоја земја аспиранти членка на Европската Унија, а целта е преку единствена бесплатна телефонска линија граѓаните да можат да упатат итни повици за помош во случај на нужност. А од Центарот за управување со кризи во најкраток можен рок од едно место да се ангажираат сите единици, полицијата, итната медицинска помош и бригадата за противпожарна заштита. На оваа тема во продолжение разговараме со директорот за управување со кризи Стојанче Ангелов. Господине Ангелов, добро утро. Добро утро. Станува збор за Центар за итни служби, од каде од едно место ќе се координира колку болничари, пожарникари, полициски службеници ќе излезат на терен во случај на некоја несреќа или непогода. Опрема и софтвер за ваквиот Центар за централизирање на итните служби со единствен телефонски број 112 веќе има, а парите за проектот се обезбедени од Европската Унија. Каде ќе биде сместен овој центар? Центарот 112 ќе биде сместен во Центарот за управување со кризи, но би ве коригирал, тој нема да координира, туку ќе ги прима повиците и ќе ги пренасочува онаму каде што е потребно. Во Центарот за управување со кризи постои посебен центар за координација помеѓу институциите доколку дојде до потреба од координација. Во јули годинава директорот на дирекцијата за заштита и спасување Беки Максути изјави дека проблемот поради кој се пролонгира имплементацијата на овој проект е затоа што институциите не можеле да се договорат и законски да решат до каде ќе им бидат надлежностите. Го решивте ли ова, бидејќи од она што може да видиме во иднина имате договорено соработка, ова го кажувам затоа што имплементирањето на овој проект е почнато некаде уште од 2008 година и зошто се чекаше конечно од февруари да профункционира овој број? Ова тврдење е целосно неточно. Верувам дека директорот од неговите вработени добил погрешни податоци. Во ниту еден момент од постоењето на оваа идеја немало ривалство помеѓу МВР и Центарот за управување со кризи. Едноставно, од почетокот овој проект го води ЦУК, но морам да кажам не доволно агилно и кога дојдов како директор во оваа институција, проектот беше во некоја забавена форма и дадов се од себе, формирав еден добар, би рекол, тим, иако е составен од само неколку луѓе, бидејќи има недостаток од квалитетни луѓе со добро искуство и образование, но формиравме еден тим кој што интензивно работи оваа една година и во имплементацијата се среќаваме со многу пречки. Едноставно целиот проект, би рекол, го буткаме на мускули, на сила. Иако имам од врзани раци целосна поддршка од премиерот и владата, сепак бирократијата, но и самото општество во кое што живееме прави одредени работи кои што навидум се едноставни да бидат тешки за реализирање, но јас сум оптимист. Ние до 31 декември сме подготвени да го пуштиме овој број, но по сугестија на имплементаторот, кој што е избран на тендер од Европската Унија, бројот ќе профункционира на 11 февруари, кога впрочем и ден на бројот 112 на ниво на Европската Унија. Добро. Покрај оперативниот центар во Скопје, регионални центри ќе има и во 7 други градови низ државата. Како ќе се одвива комуникацијските врски со нив со цел обезбедување целосна функционалност? За граѓаните е ирелевантно на колку места ние ќе имаме центри кои што ќе ги примат повиците. Граѓаните треба само да завратат 112. Ние можеме да ги менаџираме на онаков начин нашите центри како што нам не одговара. Ние може во даден момент, пример во Штип и во Битола, воопшто да немаме оператори. Битно е кога граѓанинот ќе заврати на 112, има рок и тоа во секунди, кога од другата страна операторот е должен да се појави. Буквално секундите се бројат и секое доцнење потоа се бара одговорност. Така што создаваме еден систем со еден софтвер кој што ќе и понуди брза грижа на граѓаните, односно малку поголема безбедност во однос на сегашниот систем. Со оглед на специфичноста на работата, како ќе биде селектиран кадарот кој ќе работи во овие центри, кој се има право да аплицира за ова работно место и какви се обврските кои ќе треба да ги обувуваат идните приматели на повик? Па, оваа материја затекна в празно. Знаете дека, за жал, состојбата во нашата држава е таква што не секогаш се примаат најдобрите кадри, но воведов едни критериуми
за кој што во овој момент работиме и посебен правилник. Лицата кои што ќе работат како примачи на повик, односно оператори на телефон или call takeri, кажано на англиски, ќе мора најпрво да поминат тестови за интелигенција, тестови за карактерни особини, тестови за познавање на англиски јазик и евентуално и друг странски јазик и познавање на компјутери, односно компјутерски вештини, затоа што call takerите во истиот момент додека го примат повикот, го ја гледат позицијата на која што се наоѓа лицето кое што бара одредена помош или има потреба од брза помош, од противпожарна единица или од полиција, без разлика дали повикувачот се јавува од фиксен телефон или од мобилен телефон, самиот систем веднаш ја детектира позицијата и тоа прилично прецизно. Потоа call takerот ги зема податоците од оштетеното лице, односно од пријавителот, и ги внесува во компјутер, и истите тие податоци ги гледат они институции на кои што тие се наменети. Значи во исто време во полицијата ги гледат податоците кои што тој ги внесува, што само под себе подразбира дека тој треба да работи брзо на компјутер, иако еден добар дел од податоците кои што се внесуваат се со обични кликања, бидејќи се однапред изготвени прашалници во кои што само треба да се внесат одредени одговори, но нормално дека треба да се внесат и различни податоци. Затоа исклучително големо внимание ќе посветиме на селекцијата и нема да дозволиме лица кои што не ги исполнуваат овие услови да работат во оваа одговорна служба, бидејќи на тој начин ќе биде загрозен животот и здравјето на граѓаните, па и материјалните добра. Како што можев да се информирам, договоривте и соработка со Министерството за одбрана, ќе се спроведува и обука на овој кадар. Што се ќе опфаќа таа? Не би рекол обука. На мое барање Министерството за одбрана ни излезе во пресред да изврши тестирање на кандидатите. Доколку не се договоривме со нив, ќе најдевме друг начин, односно ќе побаравме луѓе од психометрија, луѓе кои што знаат да ги измерат овие особини кои што нам ни требат, но соработката со Министерството за одбрана е на повеќе нивоа, не само во тестирањето. Ние од Министерството за одбрана ќе преземеме неколку готови, би рекол, кадри кои што ќе работат во 112, но очекувањата беа поголеми. Ние очекувавме дека од Министерството за одбрана ќе добиеме поголем број на квалитетни луѓе, но за жал тешко се наоѓаат квалитетни луѓе според овие критериуми кои што ние ги поставуваме, овие високи критериуми. Нашата соработка на овој проект е со Министерството за внатрешни работи, бидејќи податоците кои бидејќи повиците кои што се однесуваат на полицијата, ние ги упатуваме кон МВР. Исто така имаме соработка и со противпожарните служби и со брзата помош, односно Министерството за здравство. Поради специфичноста на оваа работа, од владата побаравте повисоки плати за примателите на повик. Цените ли дека на овој начин ќе се зголеми интересот за оваа работна позиција? Па интересот се зголемува, но нема многу луѓе кои што ги исполнуваат овие строги критериуми. Јас веќе во 2001-2002 година имам работено на создавање на една, би рекол условно, нова единица во рамките на стара единица. Тоа беше проектот Биди Тигар. Ова е нешто слично, наметнуваме нови критериуми, нови правила на работа. Иако навидом изгледа едноставно, лицата кои што треба да работат во оваа служба ќе треба навистина да ги исполнат овие критериуми, а нормално дека веднаш потоа ќе поминат соодветна обука. И повторно оставаме простор внатре да влезат луѓе кои што нема да може да се снајдат, бидејќи се работи за исклучително стресна состојба. Тие на дневна основа ќе примаат повеќе податоци во кои што некој е тешко повреден, некој можеби умира, луѓе кои што викаат, кои што се исплашени, така што самата работа е стресна, да овде ни требаат луѓе кои што знаат да работат во услови на стрес. Така. Сега следното прашање кое што се поставува тука е дали ќе се овозможи поддршка и на групи на граѓани со посебни потреби, слепи лица, лица кои што имаат потешкоти со говор или за неми лица. Како тие ќе можат да пријават евентуална несреќа? Самиот систем нуди решение и за овие категории на граѓани, така што со јавувањето на бројот 112 ние имаме оператори кои што се оспособени за комуникација со разни луѓе кои што имат одредена попреченост, но воедно и разгледуваме идејата вакви луѓе исто така да бидат вработени во центарот 112 и на тој начин
и директно луѓе кои што се наоѓаат во слична ситуација да може да комуницираат со луѓе кои што се слични, кои што имаат слична попреченост. Господин Ангелов, ќе го искористам вашето гостување утрово за уште една тема. Минатава недела беше реализиран петиот координативен состанок за проекти од кризен менеджмент во соработка со високи представници на Агенцијата за меѓународна соработка ИЦА, а на состанокот присуствуваше и заменикот на постојаниот представник на ИЦА на Балканот Фукудо Хаджиме. Какви заклучоци произлегува од оваа средба? Па, не би рекол минатата недела да, но и вчера и денес ние имавме една работилница во хотелот Континентал, во која што овие високи представници на тој проект џајка држеа предавање и разменуваа искуства со представници на Центарот за управување со криза, но во Македонија овие 2 дена беше и директорот на дирекцијата за заштита и спасување, ако можам така да наречам, но на што е пандан на ЦУК и на ДЗС во Црна Гора, како и косовскиот директор на службата која што е пандан на нашата во Косово. И пред се овде се работи за екобазирани решенија и во текот на вчерашниот ден бевме на терен во околината на Радовиш, на падините на планината Плачковица, каде што поради дивата сеча целосно е соголена, одредена стрмнина на планината, а потоа порујните дождови ја носат со себе земјата и камењата, кои што доаѓаат до Радовиш и се излеват на улиците. Секој порен дожд во Радовиш имат проблем од земји и камења и затоа едно од решенијата кои што сега го работиме е садење на садници и тоа не е ништо невообичаено. Знаете дека ние имавме акција Денот на дрвото, кога дневно се садеа илјадници дрвја. Но начинот на кој што работат јапонците е навистина интересен. Во нивен стил тие најпрво го чистат теренот, односно целото ние го работиме, но проектот е нивен, нивна инструктажата. Потоа теренот се заградува и дрвцата ги садат лица кои што знаат тоа да го направат. И безумно реализацијата, односно зафатеноста на дрвата е со огромен процент, можеби повеќе од 80-90% од дрвцата од младите садници се зафаќат и тие се сега во добра кондиција. Воедно во самите суводолици, во кои што при дождови, особено при пороен дожд, тече поголема количина на вода, се прават мали камени брани со метална мрежа кои што ја сопират водата, ја намалуваат брзината на водата, но воедно ја задржуваат и тврдата материја, камења, песок и други предмети кои што би ги понела водата со себе. Ова е продолжување на соработката со представниците од Јапонија, тоа го велам затоа што и претходно имавте некакви соработки. Што добива земјава, односно што значи ваквата соработка и кои се идните планови во однос на оваа соработка со представниците од Јапонија? Всушност тие сакаат да ги имплементираат сите нивни достигнувања во сите земји тука од регионот, од Балканот. Добро е тоа што во овој случај Македонија е носител на проектот и проектот во Косово и во Црна Гора се одвива преку Македонија. Ние сме матица, имаме воспоставено одлична соработка со Јапонија, веруете од јапонската влада, од представниците на Јапонската агенција за меѓународна соработка, може да се научи многу. Не дека е тоа нешто кое што ние не го знаеме, но начинот на кој што работат, сериозноста со која што работат, навистина ни дава еден нов поглед на нештата и воедно техниките кои што ги користат. Значи, тие едноставно користат решенија кои што се базирани на екологијата, односно самата природа ја користат за да се заштитиме од природните непогоди. И уште едно прашање пред крајот на ова денешно гостување. Подготвен ли е ЦУК за престојните предизвици оваа зимска сезона? Јас морам овде да ја разграничам улогата на ЦУК и во текот на вчерашниот ден некои луѓе пишува коментари на нашето видео од пресконференцијата за неколку пожари низ државата. Центарот за управување со кризи координира тогаш кога имаме кризна состојба. Доколку немаме кризна состојба, пожарите, поплавите спаѓаат во надлежност на локалната самоуправа и на соодветните институции. Па добре, имаме кризна состојба во однос на снабдувањето со електрична енергија. Тоа значи дека може да се случи некои од планинските села да останат без електрична енергија. Вие мора да бидете подготвени да реагирате. Таа кризна состојба беше иницирана од Министерството за
економија. Јас веднаш по прогласувањето на кризна состојба ја свикав групата за процена, заземавме неколку насоки, потоа веднаш го свикав главниот штаб и донесовме акционен план во кој што се предвидени мерки и активности на сите институции кои што ние ќе ги координираме, затоа што е прогласена кризна состојба, но со тој акционен план не излеговме во јавност за да не создаваме паника, но во него се предвидени сите процедури и постапки доколку нема електрична енергија. Например, во првата фаза се гаси уличното осветлување. Самото тоа може да ја загрози безбедноста на граѓаните и тоа веќе спаѓа во наша надлежност, затоа што во случај да немаме светло, доволно светло на улиците, треба да имаме зголемени полициски патроли, бидејќи може да дојде до зголемен број на кривични дела, доколку не дај Боже дојде до колапс на системот, нешто до што воопшто не верувам дека ќе се случи, тогаш и здравјето на граѓаните може да биде загрозено, користењето на зголемен број на плински уреди, на други грени тела може да го зголеми бројот на пожари и така натака. Тоа е еден сеопфатен план, бидејќи се работи за комплексна криза. Енергетската криза, односно кризата со електричната енергија е комплексна криза, бидејќи недостаток на електрична енергија предизвикува и безбедносни импликации. Господин Ангелов, јас ви благодарам за денешното учество во утрински брифинг. Ние секако остануваме и понатаму во комуникација за сите оние прашања кои што се од интерес на јавноста. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.